Јас ви кажав од оваа работа пиар не правам. Пиар не правам. Требаше некој да почине за институциите да почнат да работат во корист на граѓаните или барем декларативно се залагаат за тоа. До вчера беше невозможно поради наводни бирократски проблеми да се купи терапија за болните од цистична фиброза, но трагичниот случај со Благојче Илиевски ја задрма власта. И затоа утрово станав многу рано, ги разбудив сите одговорни и веќе ги носат и ги донесоа одлуките за да веднаш почне набавката за најкритичните пациенти на овој лек. Битката за лекот кој за нив живот значи, болните од цистична фиброза ја водат со години, барем оние најкритичните сега ќе добијат терапијата, која до пред смртта на Благојче ја немаа. Да не заборавиме, се работи за лекови кои што една терапија за еден пациент чини 300.000 евра. Значи ако се земат сите пациенти, тогаш годишна терапија чини 20 до 25 милиони евра. Меѓутоа треба и терапијата да се провери од лекарски аспект за кои пациенти точно која терапија треба и да се, ако треба да се направат и законски измени. Откако се случи трагедијата, премиерот пред камери покажа каење зошто претходно не било направено нешто што би помогнало на болните. Сепак тоа никако не може да го тргне чувството на тага, но и на гнев, дека можеби имало и најмала шанса да направиме нешто повеќе за Благојче. Но зошто не направивме прашањето? Зошто толку се одложи се, дури и откако ветивме? Сепак скандалот со ненавремената набавка на терапијата го потресе премиерот, кој одбира да даде конкретни одговори зошто се чекало некој да почине. Пред 2 години биле ке Стево Кандаровски прилечено за жалба, бил ветен на решавање на проблемот. Зошто после 2 години тек сега ќе се решава? Второ прашање имам. Во обид веројатно да префрли одговорноста кон други, премиерот пред камерите покажа строгост и кон своите соработници. Правните и експертските тимови пак ќе седнат заедно, ама денес, за да го средат и нема да станат, додека не го средат делот со менувањето на законите, бидејќи држави од соседството ги имаат променето своите закони за набавка на лекови од производител кој што има патент, а не да се оди на тендери и да се плаќаат маржи. Терапијата која болните од цистична фиброза бараат со години ја има во сите балкански земји, освен во Македонија и Косово, која и нема државен здравствен систем.